студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Подресни сведоштва беа искажани во судницата во Идрицово од родителите чии деца загина во пожарот во Пулс. Дел од нив ги нашле заробени своите деца зад прозорците со решетки, дел пак ги пронашле во болничките кревети. Судскиот процес ќе продолжи на 14 јануари. Потресни сведоштва за трагичната ноќ во Кочани. Родители на 3 деца кои загинаа во пожарот во дискотеката сведочеа денеска на судењето за случајот Пулс. Откако дознале дека објектот е во пламен, сите заминале кон местото. Дел со своји раце ги извадиле своите ќерки и синови од објектот. Во судницата рекоа дека нивните деца немале никакви изгореници. Сметале дека се онесвестени од чадот, но само неколку минути подоцна лекарите во Кочанската болница констатирале смрт. Цел ходник беше со легнати деца на подот, по клупите, кои изцрнети до непрепознатливост, кои изгорени. Мојот син Андреј го најдов во собата со број 2. Лежеше на креветот покрај прозорецот, изгледаше нормално, немаше изгореници. Со сопругот почнавме да му даваме вештачко дишење. Многу време го реанимиравме. Умот не ми даваше да се помирам дека е мртов. Бев пред влезот на диското. Го видов сопругот како ја држи мојата ќерка. Бев среќна, оти на телото немаше изгореници. Мислев дека е само онесвестена. Не и почината. Тој знаеше дека Драгана го загубила животот. Не сакаше да ми го каже тоа. Пред дискотеката рекоа дека ги виделе членовите на обезбедувањето и полицајци за кои рекоа дека воопшто не им помогнале додека своите деца се обидувале да ги транспортираат до болница. На прашањата поставени од обвинителството, родителите кои сведочеа одговараа низ солзи. Лелеци се слушаа и од родителите на загинатите кои го следат секое рочиште. За некои исказите беа мачни, па повремено ја напуштаа судницата. Освен што говореа за хоророт низ кој поминале ноќта на 16 март, родителите на загинатите ги повикаа обвинетите да го признаат кривичното дело за кое се гонети. Од вас не барам сожалување, барам да ја признаете вината секој од вас, оти со вашите потписи на секој документ ја напишавте судбината на нашите деца. Од исказите на родителите тешко беше одржување на редот во судницата. Чести беа предупредувањата дека за нарушување на мирот и редот може да бидат отстранети. Најголем револт предизвика изјавата на обвинетиот Огњан Георгиев, кој рече дека во судницата треба да седат родителите, бидејќи дозволиле во објектот да се и нивните деца. Во смирување на состојбата интервенираше и полицијата, која ги враќаше родителите на своите места што се доближија до стаклото што ја дели судницата. Дофрлувањата кон обвинетите продолжија и надвор од судницата, додека обвинетите и нивните адвокати се движеа кон своите возила. Следното судење е закажано за 14 јануари. Ќе сведочат дел од повредените кои ноќта на 16 март биле гости во Пулс. Зоран Јаневски, Сител телевизија. 5 месеци откако Југослав Николовски беше прегразен на пешачка патека зад владата, кривичниот суд во Скопје изрече казна 11 години затвор за моторџијата, кој смртно го прегази и побегна од местото на настанот. 11 години затвор доби Фатон Љури, кој го прегази на пешачка патека Југослав Николовски. Под прозорецот на неговиот семеен дом, кај паркот на франкофонијата, пред 5 месеци беше прегазен од Љури, кој без возачка управувал со Кавасаки мотор кој не бил во негова сопственост на пешачката патека, на која е забрането да се возат мотори. Иако за ова кривично дело казните затвор во просек се пониски од она што ја доби денеска Љури, сепак, поради се поголемата зачестеност на овие дела, судиката Снежана Марковска во образложението на пресудата кажа дека со овие 11 години затвор се испраќа порака во јавноста дека овие постапки се недозволиви и казните затвор се високи. Како до сегашна судска пракса, казните за ваков вид кривични дела се движат од 3,5 до 5,5 години казна затвор, но судот истовремено констатира дека зачестеноста на ваквите дела, која е неспорна, сериозноста на последиците и последната правосилна пресуда за скоро идентично кривично дело укажуваат на потреба од построга казнена политика. Судот, обвинетиот, го осудува на казна затвор во траење од 11 години. Согласно член 47 од Кривичниот законник, во изречената казна затвор, на обвинетиот му се засметува и времето поминато во притвор
Како отежителна околност се зема тоа што и претходно Љури е правосудно осуден за друго кривично дело и според судот не извлекол поука од тоа и сторил ново кривично дело. Како едно од ретките олеснителни околности која се зема предвид е тоа што го признал делото. За него судот води одвоена постапка за тоа што не укажал помош на Југослав Николовски кога го прегазил, иако Љури тврди дека се вратил да помогне и не се чувствува виновен за тоа. Иако полицијата 2 дена го бараше, а потоа тој самиот се пријави во полиција. Неговата одбрана бараше тој да биде во куќен притвор до правосилност на пресудата, но сепак судот одлучи да остане во затворски притвор. Одбраната на Љури има 15 дена да се жали до апелација за 11 годишната затворска казна. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Знате, партиските проблеми во СДСМ добиваат на интензитет. Јован Деспотовски, кој беше гостин во тема на денот, вели дека останува во СДСМ без разлика на евентуална одлука за негово исклучување. Тврди дека нема намера да прави нова партија. Се боревме 11 години со претходната власт на ВМРО-ДПМН на начинот на кој што практикуваше власт. И се боревме да имаат луѓето право да зборуваат нормално и да не шепкаат по телефон и да кажуваат иницијали. После 10 години од тие избори тогаш, ние се доведуваме во ситуација меѓу себе се обвинуваме за јавно искажан збор. Имаше такви разговори после председателските избори, па ме лепеа за ЗНАМ, па ме лепеа за ВМРО-ДПМН, пак ќе ви кажам слободно потпишете ме Јован Деспотовски, член на СДС. Не би сакал сега јас да бидам тој што ќе поттикнува дополнително. Значи ние се треба зборуваме за единство во партијата. Значи се тоа што се случуваше во изминативе денови е купање на ровови. Самиот факт што себе огромен број на луѓе да изразат поддршка е добро за мене, добро е за вредностите и идеите што ги застапувам, меѓутоа генерално не е добро за СДС. Затоа што наместо да отвориме фронт нормално водоводници политички фронт кон власта, ние си купаме ровови меѓу себе. Значи ние не обединуваме. А власта и опозицијата продолжија со меѓусебни обвинувања и од партиските говорници. СДСМ обвинува за сомнителни тендери во пошта. Власта побара обвинителството да провери како Филипче платил за златна виза во Дубај. Според тендерот за хигиена на сите 14 поштенски подружници задолжително треба да има по 2 хигиеничари, а во пошта 2 задолжително по 10 хигиеничари. А каква е реалната состојба? Само во 4 до 5 подружници има по 2 вработени и работат само неколку часа дневно. Во другите 10 подружници има само по 1. Во пошта 2 само 6 до 7. Јавноста заслужува одговори за потеклото на златната виза на Филипче со оглед на тоа дека тој не бил, како што СДС кажа, градежник, туку доктор. А со докторска или пак пратеничка плата Филипче не би стигнал за 20 години кариера до таа сума на пари, односно минимум $500,000. Тука ги завршуваме вестите во 8 часот, следното издание во 9. Пријатно.